Значи, тутунската индустрија и она што е предизвик и што ќе се случи во наредниот период е тема на денешната пресконференција. Производството на ориентални ароматични ситнолистни тутуни има огромно значење за Република Македонија и од економски и социјален аспект. Неколку бројки овој пат од друг аспект гледано, што значи тутунската индустрија ке нас, значи да не се повторуваме. Производството на тутун и тутунски производи учествува со 3,2% во бруто домашниот производ. Таа партиципира со 4% во вкупното индустријско производство и со 4,1% во вкупниот број на вработувања во индустријата. Инаку во делот на индустријски култури, површини со индустријски култури, тутунот партиципира со 78%. Последните години, значи во периодот од 2007 до 2014 година, тој е во просек застапен на околу 15.500 хектари површина, со просечен принос од некаде 24.000 тони. Значи, било кој од овие параметри да го земете, доволно покажува за колку значена култура се работи кога е во прашање тутунот и тутунските производи. Инаку, согласно Законот за тутун и тутунски производи, најдо до 10 април оваа година, компаниите ги завршива склучувањето на договори со домашните производители и при што 9 регистрирани компании ке нас вкупно прикажаа 28.454 договори склучени за реколтата 2015-2016 година. Ако се спореди тоа со минатата година, кога имавме дури 34.500 договори, тоа е намалување за некои 6.000 договори, подоцна ќе споменеме на што се должи тоа, или околу 30% помалку во однос на 2013 година, кога имавме дури 42.367 договори. Инаку, кога се во прашање површините, оваа година беа насејани 14.030 хектари, или намалување имаме во споредба со 2013 година за 17%, кога беа насејани дури 19.806 хектари. Значи, низ било кој податок, ако се анализира дали производство, дали број на договори или хектари, секаде имаме благо намалување. Јас ќе ви кажам понатаму и за другите параметри. Од овие 14.030 хектари беа откупени 24.857 тони суров тутун во лист, што представува намалување за 20% од минатата реколта, кога имавме откупени 30.900 тони, или пак 11% помалку во однос на 2013 година, кога беа откупени 21.024 тони. Со просечно постигнатата цена од 117 денари, повторно имаме навалување во однос на 152 денари 2013-14, односно 180 денари 2012-13 година. Ово годинешниот целокупен род на тутун, кој беше откупен, беа потребни некаде околу 2 милиарди 908 милиони денари, односно 48 милиони евра. И заедно со 28 милиони евра субвенција, вкупно 72 милиони евра беа потребни за откупот на тутунот од реколта 14 и 15. Кога е во прашање откупот, динамиката на откупот на тутун во последните години бележеше едно благо зголемување со, од друга страна, намалување на просечната цена на тутунот. Значи, ако се гледа од 1998 година па наваму, бројките покажуваат дека имаме од 19.000 тони откупен тутун, па се до 2013 година, кога имавме кулминација 30.000 и оваа година, значи, намалување 24.800, практично откупот на тутунот постојано се зголемуваше, додека од друга страна имавме намалување на откупната цена од 192 денари во 2009 година, 180 денари во 2012 година, па до 117 денари во 2014 година. Инаку, што се однесува за претходната, значи за завршената реколта и откупот од 2014 година,
после ќе се навратиме на она што не очекува 2015 година. Начелно ова беше добра реколта и добра година, иако намален откуп, намалени површини, намален број на договори, сепак имавме околу 25.000 тони, нешто што се смета за добар просек и она што би требало да се задржи како производство за понатаму. Но она што не очекува наредната година и на последниот состанок на Сдруженијето, кој беше одржан неодамна, и производителите и откупувачите кажава дека за жал оваа година нема да се повтори. Од причина што имавме неповолни временски прилики, мраз, потешкоти ке првото орање, имавме прерано цветање на цветот, помалку засадени површини, делумно и како резултат на послабите агротехнички мерки, но и полошата процена на тутунот по класи од страна на компаниите. Како и да е, евидентно е намалувањето и на бројот на договори и на површините, но сепак се очекува добар квалитет, а особено за тоа придонесе и ова продолжено лето што ги имавме изминатите месец дена, практично беше доста суво, имавме сонце, така да до некаде ќе успееме да добиеме добар квалитет на тутун од оваа реколта 2015-16 година. И практично тенденцијата е да се задржиме на овие количини, затоа што тоа ќе биде во интерес и на откупувачите и на производителите. Инаку, кога е во прашање откупот на тутун за последната реколта, барем кога се однесува на типовите на тутун, и понатаму доминира прилеп со неполни 21.000 тони откупен тутун, на второ место е јаката со 3.700 тони и на последно место е басмако со 147 тони. Што се однесува до делот на извозот и на увозот, да дадеме тука еден краток осврт на последната година и споредбено со периодот претходно. Во изминатата 2014 година вкупно беше остварен извоз на тутун и тутунски производи во количина, пред се, 24.720 тони. И тука имаме едно намалување од 14% во однос на претходната 2013 година, односно 4% во однос на 2012 година. Иако бројките покажуваат дека од 1998 година па наваму практично извозот расте, се доминатата година 25.500, кога имавме оваа година, нешто помал 20.500, од друга страна па имаме намалување на просечната цена на тутунот. Кога се работи за извозот, се зголемува извозот, меѓутоа цената благо опаѓа или стагнира, додека ке цигарите имаме намален извоз количински. Минатата година извезовме 2160 тони. Практично тоа е за 30% помалку во односи на 13 и на 12 година, односно дури 50% во однос на 2011 година, кога извезовме 4400 тони, но од друга страна па имаме благо зголемување на извозната цена на цигарите. Од 7,5 до 8,3 долари по килограм минатата година. Инаку вкупните остварени финансиски резултати во извозот на тутун и тутунски производи минатата година беа 146 милиони и 200.000 долари, што е намалување, трендот продолжува и кај тутунските производи од дури 35% во однос на 2013, кога извезовме вкупно тутун и тутунски производи за 180 милиони долари. Што се однесува до увозот, минатата година увезовме 3190 тони и тутун и тутунски производи. Увозот на тутун, суров тутун е практично незначително. Лани увезовме само 1460 тони и тоа е еден опаѓачки тренд од 4000 тони, скоро 5, колку што имавме некогаш најмногу увезено. Количините на увезен суров тутун опаѓаат, од друга страна увозот на цигарите расте. Од 266 тони во 2004 година
Минатата година увезовме скоро 1800 тони цигари, при што и цената на увезените тутунски производи драстично расте. Од $6,6 1998 година, минатата година во просек увозот на тутунски производи изнесуваше $13,7 по килограм. Ова е накратко, значи, сликата за тутунската индустрија, она што беше откупено тутун 2014 година и она што не очекува 2015 година, како и еден краток осврт на увозот и извозот и тенденциите. Значи, какви се тенденциите во увозот и извозот, гледано и од количински аспект и гледано и од финансов.